Ајде, пред да навлеземе во приказната за самата револуција, накратко да ја разгледаме историјата на Хаити пред револуцијата. Доколку некој не знае, Хаити, односно островот Сан Доменга, е остров на Карибите и тој остров од далечната 1492 година бил за прв пат колонизиран од Кристофор Колумбус, кој го присвоил островот во име на шпанската круна. Сега шпанската власт над островот траела до 1660 и била заменета со француска. А веќе од 1697 само западниот дел на островот бил под француска власт, кој е патем и делот каде се одвива револуцијата. Овој остров бил еден од најзначајните колонии на Франција и бил голем извор на француското богатство, затоа што во него се произведувале 40% од шеќерот и 60% од кафето користени во Европа, кои биле значајни трговски ресурси за тој период. Но за да може да има толкаво производство, потребни биле плантажи. И на тие плантажи работеле робови. Сега, во Санто Доминго бил дом на најмногу робови во светот, исклучувајќи го Бразил. До 16 век, до 19 век, 90% од популацијата на островот биле робови. Условите на плантажите, кои што може да претпоставите, биле катастрофални, до тој степен што не била можна дури ни природна репродукција. И поради тоа најголемиот број на робовите биле родени во Африка, не на островот. Како и во секое општество тој период имало сталежи на островот, тие биле поделени на 4. На врвот биле слободни имотни белци, па под нив слободни имотни црнци, слободни неимотни белци, кои што работеле физичка некоја работа и занаетчиство, и најдолу во хиерархијата биле робовите. Да, ја може овде малку да се надоврзам на самото објаснување за ситуацијата пред самата револуција во Хаити. Тоа е дека колку повеќе читав и гледав видеа за ова и документарци, најинтересно од цела оваа ситуација, може дури поинтересно од самиот импакт кој што оваа револуција има, за кој што ќе збориме на крај. Мислам дека се овие 4 сталежи и колку само сега ќе ги набројам кои се, што се, какви некои карактеристики имаат, ама ќе видите кога ќе завршам ова објаснување за нив дека секој еден од овие сталежи имал различна причина зашто да крене револуција. Тоа ми е најинтересно и буквално во еден момент се прашуваш као чекај, што се дешава, као секој против секој овде, што не знаеш кој на кого прв ќе нападне. Димац ти спомна, кажа слободните имотни белци или гранде бланкс, као што биле наречени во тоа време, во Хаити или во Санто Доминго, биле оние кои живееле на самиот север на островот и во некои писанија прочитав дека градовите кај што дел од овие од овој сталеж живеел изгледа како Париз. Све било убаво средено, уредено, они биле облечени као господа, што се вика, како у Париз да се наоѓаш, а не на некој остров. Нормално, богатство во изобилство. Интересен факт е дека читале весник секој ден, ги праќале од Париз и они си читали, се надоградувале, но уште поинтересно е дека голем број од овој сталеж уствари не живеел таму. Живееле во Франција, ама имале луѓе кои што од овој втор сталеж на белци ги раководеле нивните плантажи, нивните богатства и така што тие не морале уопште таму да живеат и си живееле во Франција. Сега, тие не биле задоволни од законите во Франција. Тоа бил некој најголем нивен проблем. Едно што не можеле да одбираат што ќе произведуваат, Димац си рече кафе, шеќер, не можеле нешто друго да произведуваат и биле лимитирани во тој поглед, ама исто така не можеле ни да бираат на кој ќе му го продаваат тоа што го произведуваат. И морале да одаваат на Франција.
во тоа време Америка и Ел Салвадор биле го сакале тоа што го произведуваат овие го произведуваат луѓето во Хаити, но овие не можеле да им го продадат нив, бидејќи такви биле законите во Франција, они биле под само владетелство на француската држава. Од тука тие го гледаат на примерот на Американската револуција, каде што слободните имотни белци во Америка, Вашингтон, Джеферсон и останативе, креваат револуција и се ослободуваат држава и прават држава. Така што ова е причината зашто уствари највисокиот сталеж слободно имотни белци сакале револуција. Као имале робови, некои имали и по 200, ама не биле задоволни. Сега, вториот сталеж на белци или слободно неимотни белци и на француски петит блан биле оние кои што биле доселеници од Франција и дошле на островот за да се збогатат и да се вратат назад во Франција. Сега проблем за нив било тоа што тие уствари немале имот. Работеле за овие големци и сето она што го заработувале го трошеле назад во Франција, бидејќи не се од таму, не ни планираат да останат таму. Нивна конкуренција како и да и причина зашто тие биле на некој начин изфрустрирани е првиот сталеж на црнци, а тоа се слободните црнци. Тие се осеќале инфериорни, белците од вториот сталеж се осеќале инфериорни спрема нив, бидејќи едно што тие можеле да имаат имот, а друго што веќе сами имале богатства направени и биле поучени, поблагородни од самите белци. Тоа за овој втор сталеж на белци било незамисливо и било проблем и сакале да направат било што за да го снема тоа. И сега проблемот кај првиот сталеж на црнци е што тие иако имале некоја своја автономност во тоа дека можат да имаат имот, можат да прават пари, да имаат богатство, да се обучуваат, да се облекуваат, сепак немале право на глас. И немале право да гласаат и со редица апартхеид закони од пред револуцијата, многу права им се намалуваат. И тоа е причина за нив зошто сакаат и тие да отпочнат револуција за на крајот на денот да ги имаат тие права. Сега, доаѓаме до последната категорија, а тоа се робовите. Робовите, како што Тромбе ти кажа, работеле во ненормално лоши услови, биле 90% од самото население, ама биле третирани лошо, хигиенски, здравствено, голем дел од нив умирале поради болести, поради тоа што не можеле да се излекуваат, поради тоа што биле третирани многу лошо и тортура се вршала врз нив. Сега, најинтересно за мене е тоа што самите тие, за нив е нормално зашто сакале револуција, сакале бидејќи сакале да се ослободат. Но што направиле тие, кога виделе, тоест бойкотирале работа, ги користеле тие средства како да ја подобрат некако таа нивна ситуација, со тоа што бойкотирале работа се додека лошиот шеф не биде избркан од работа. Или доцнеле на работа, или биле бавни при работата, или пак лажеле дека се болни, за да створат некое чувство на другите да мислат дека овие се премногу инфериорни спрема нив, што после мислам ќе видиме дека биле доста underestimated и поради тоа што сите сметале дека овие робови се глупи. Затоа ни знаат да работат, ни знаат да читат и ништо, и у војна ќе ги победиме, лесно. Ама ќе видиме што ќе се деси потоа. Мислам дека
Не знам, ако имате вие нешто да додадете за овие 4 сталежи, мене овие работи ми беа фасцинанти само кога го читав само по себе, колку само голема разлика има помеѓу некои слични луѓе, тоест живеат во едно исто место, ама колку само разлики имаат едни помеѓу други, без разлика тоа дали се белци, црнци или било каков друг социјален статус. Не, мислам дека дефинитивно е пред да поминеме кон историскиот дел што Димитар го спрема, е фактот на различна дефиниција на слободата на сите осталежи, така што за најнискиот сталеж нели слободата значи да нема робство, а додека за погорните значи тие да имат своји робови. И тоа некако чудно, мислам дека после целосното, нели кога ќе добиеме целосна слика околу текот на револуцијата, можеме да начнеме и во однос на фактот за неприродноста на робството како таков систем во, нели, барем според концепциите на модерниот свет.